Тука сме во Тафталиџе со Владко Стефановски, нашата музичка легенда, не треба многу представување, а поводот е што се сретнавме се разбира неговиот најнов албум Тафталиџе Шафл. Добро дојдовте во утрински брифинг, благодарам за овој разговор. Владко, ова Тафталиџе сите знаеме што е, ама ова Шафл што ви значи во насловот? Па шафл има две значења. Едното е како ритам што се користи уште од раните денови на джезот, па до рок-н-ролот. Тоа е еден ритам кој е мотивирачки, ритам кој те тера да речеме да играш или да се движиш. Шафл, инаку буквален превод, значи едно влечкање, одење споро со влечкање на нозете. Ако сакате, вуцарање, тоа е шафл. Тому си имате една песна Харлем Шафл, и ја као парафраза ми текна дека треба нешто да се посвети на селбата во која живеам. Да. Се враќате со овој албум на тие поинтимни теми, на скопски теми, ама во еден хрватски портал прочитав рецензија дека се враќате и на оној порокерскиот звук, кој што некако е од 70-тите години. Да, тоа ми беше идејата, да се вратам на звукот кој мене ме инспирираше и кој мене ме формираше како музичар. 70-тите години за мене, ја растев тогаш и за мене беа музички беа спектакуларни. И ги слушав бендовите од тоа време, формирав бенд кој беше подоцна значаен, Леби Сол е формиран во 70-ти години. И мислам дека овој албум е, ако смеам да кажам, после Као Какао кој настана пред 30-ти години, ова е некое позначајно моје остварување. Се разбира дека имавте и многу голем број соработници, тоа се врвни музичари од кај нас и од регионот со кои што и претходно соработувавте. Васил Хаџиманов, Дамир Емери од кај нас, Матија Дедич, Дики Тавитјан, Кирил Џајковски, Андријана Јаневска, Никола Ристановски глумец. Да. Има доста интересни ликови на тој албум. Ама тука и Јан Стефановски како подмладок. Јан Стефановски на тапани, кој направи феноменална работа, и Иван Кукич басистот. Тоа е мојата нова ритам секција, млада ритам секција која свири нонстоп насмеана и која е полна со младечка енергија и ентузијазам. И се разбира, мене ми даваат еден мотив плюс. Ми даваат една инспирација. Зошто ги поканивте сите овие? Стварно сите се врвни имиња во својата област. Некако како да го завртивте кругот. Знаете што, секој човек, секој файл што ќе го снимат за вас, за вашиот проект, додава енергија. Тие енергии сакам да ги спојам на едно место. Сите тие енергии, сите тие таленти, сите тие, да речам, стварно се реализирани и многу успешни имиња, сите тие кои ми гостуваат на албумот, ама ја ги ставам во еден контекст кој е мој и кој е личен. Се разбира, јас сум човек што многу фајлови праќам на разни страни и снимам без воопште да прашувам за услови. Снимам на пријатели, снимам на соработници. Неодамна снимав фајлови за Хрватска, за Грција, за Бугарија, на разни проекти, мислам, ме канат пријатели и се разбира, има тука една комуникација, една, како да кажем, нати го дај ми го. Да, еден протек на енергија. Да. И тоа е многу добро што е така меѓу музичарите. Ако сакам да ве прашам, овој албум го работевте во вашето студио Езотерија, но го работевте во времето на пандемијата. Да. Како тоа влијаеше врз вас? Дали тоа влијаеше врз она што го работевте? Ова сето влијае на сите нас. Да. И по разни основи. Не дај Боже да се разболи човек, али полека сите влегуваме во еден маѓерсан круг стануваме полека. Сите сме подложни на психолошки проблеми. Мислам, некои луѓе се изолираат, некои паѓаат во депресија, некои стануваат верници, некои стануваат анархисти. Јас се затворив во студио и во еден полунаметнат, полудоброволен локдаун и го снимив овој албум. Да, сега кога сме кај пандемијава, дали мислите дека ова што се случува во светот ќе
ќе го смени начинот на кој што ја восприемаме музиката. Тука мислам на концертите, на директниот контакт со публиката, на оние големи фестивали во светот, па и кај нас има многу фестивали. Дали мислите дека ова ќе го промени начинот, дека нема да се Веќе го вратиме? промени, музичарите останаа без работа, веќе го промени. Музичарите останаа без работа и не само музичарите, голем број уметници, глумци, сите што се бават со сценска уметност, сите останаа без работа. Сега, да се надеваме дека ова еден ден ќе заврши, дека ќе се вратиме на некакви стари навики, дека ќе одиме пак на концерти, дека ќе свириме, дека луѓе ќе доаѓаат, ќе не гледаат. Дај Боже да биде така. Затоа што, да бидам искрен, оваа онлайн култура ми е малку, морам да кажам, изнасилена и малку преагресивна. Јас сум old school, јас сакам да комуницирам во живо со луѓе. Не можам преку камери, окей, тоа е окей. Преку стриминзи, преку камери, сето тоа добро, меѓутоа јас сакам да видам ствари. Знаете што, тоа што си го гледал на телевизија не го памтиш. Тоа што си го гледал во живо, цел живот го памтиш. Така е. Дали е, па дури и кино. Тачно знаеш кои филмови си ги гледал у кино, а не знаеш точно кои филмови си ги гледал на телевизија. На телевизија, да. Аха, мислам дека сум го гледал. Да, а во кино тачно знаеш дека си гледал. Зборам за театар. Сите театарски представи ги паметиш. Да. Сите концерти на кои си бил ги паметиш. Големи или мали, средни. Така што незаменлива е културата во живо, незаменлива. Мислите ќе се врати, бидејќи испаднаа музичарите, па особено кога почна пандемијата, прилично, како да речам, жилави и најдоа начин, па ете, и макар преку интернет, па се собира оние нели различни музичари. Се окей. И јас бев учесник во такви Да. проекти и работев слични проекти, меѓутоа жално е да го гледаш Чик Кореа или Херби Хенкок да ти се јават од спална соба. Тоа е тажно. Не им е тамо местото. Да. И го гледам и мојот пријател Томи Емануел, гитаристот. Цело време е пред некоја камера. Или држи мастер клас, или свири концерти за камера. Океј, прифатливо во овие преодни времења, ама не на долг рок. Не на долг рок. Како ќе планирате да го промовирате овој албум сега? Излезе веќе огледало, се врти вака и по радијата и по телевизиите, веќе го гледам. Знаете што, јас сакав да направам една пресконференција и се уште можеби ќе ја направам, али треба да биде на отворено. Ќе видиме времето какво ќе биде. Сакам да го обзнанам тој албум, се да кажам, еве, да, излезе албумот, да го покажам. Се уште го немам добиено физички од Хрватска, чекам да ми стигне. Ја ќе го работам, оваа промоција ќе ја работам исто така споро колку што го работев и албумот. Ова не е албум за еден ден. Јас сум сигурен дека ова што го направив сега, се разбира за моите фанови и за тие што ме слушаат мене, ќе трае долго, многу долго. А сега, за тие што не ме слушаат, тие не мора ни да ме слушаат. Добро, што работите? Имате ли повторно инспирација или сега сте со ова се уште, бидејќи слушнав и тоа, односно прочитав дека и на винил ќе излезе албумот? Да, се печати. CD-то е готово, винилот ќе биде околу Нова година. Тоа го со нетрпение го очекувам. Винилите се повторно ин, мојот грамофон е повторно вклучен. И така. Многу ви благодарам за овој разговор, ви посакувам пред се Ја ви добро благодарам. здравје и Благодарам, да го слушаме овој албум уште долго време. Дали смеам да се заблагодарам на моите соработници, на разбира. моите спонзори евентуално? Се разбира. Океј. Им благодарам на Комерцијална банка, на Алкалоид, на Еко Циркон што го помогна на овој албум. Им се заблагодарувам на Андријана Јаневска, Дамир Имери, Дики Тавитјан, Кирил Џајковски, Васил Хаджиманов, Матија Дедич, Никола Ристановски, Мите Димовски. Пуно луѓе кои ја внесува својата енергија и знаење и талент во овој проект, во овој продукт што се вика Тафталиџе Шафл. Тафталиџе Шафл, албум за идните години, за идните Се надевам, генерација. да. Голем поздрав до вашите гледачи и благодарност што ме поканивте да се обратам вака онлайн до сите што ве гледаат и што не гледаат. Ви благодарам многу. Фала ви. Ете, тоа беше Владко Стефановски, нашата музичка легенда.